Изминатава пролет ја обележавме 20-та годишнина од објавата на текстот Полиција и политика, во кој председателот на Комитетот за демократизација на Македонија и заседавач на Македонскиот информативен центар ја опиша интригата бугарска амбасада, наменета да створи слика дека партијата ВМРО ДПМНЕ се финансира од Република Бугарија. Текстот беше објавен во веќе изгаснатиот неделник Денес од новинар кој, наместо да се гордее со својата храброст и да се слави од јавноста за неговиот интегритет, деновиве предпочита да остане неименуван во контекст на оваа статија. Ова самото по себе сведочи за фактот дека Македонија денес, како и пред 20 години, како и 20 години пред тоа, останува заробена држава. Поробувачот е истиот кој со Македонија управува од 1945 година. Службата за државна безбедност како вазалски помошник на великосрпските газди од Белград. Службата за државна безбедност, народно позната како УДБА, е централната тема на сето она што го работиме во Комитетот за демократизација и Македонскиот информативен центар. Но оваа наша дејност ги предатира овие фондации, па дури го предатира и нашиот прв вебсайт kotle.ca, кој годинава ќе слави 9 години од своето постоење. Реакциите на нашите објави во однос на УДБА се толку стандардизирани, што можеме да ги предвидиме со загарантирана точност. Првата реакција, која обично доаѓа од оние кои се задолжени да го контролираат јавното мнение, е репликата дека е точно дека УДБА делувала, ама тоа било за време ранije. Денес, што како производ на промената на општественото уредување, што како производ на слабиот кадар на безбедњаци кои произлегува од новите образовни институции, а што како производ на урнисувањето на овие институции од страна на ВМРО ДПМНЕ, вклучително и делумното отворање на архивите на службата, таа веќе не е ни сенка на својата поранешна слава, вели оваа верзија на репликата. Така што, ова што ние го пишуваме и зборуваме е само параноично млатење на празна слама, кое што ние го работиме од инаед и лутина поради тоа што УДБА ни го урнисала животот и не принудила на живот во екзил. Втората реакција е молкот. Во текстот Полиција и политика, авторот сугерира дека тогаш од страв, денес од неговата наследена форма, секторот за државна безбедност се уште е забранета и непожелна зона од која треба да се бега. А од луѓето кои работат таму да се држи понастрана, односно подобро човек да не им се најде на патот. Се чини дека и 20 години подоцна, овие зборови ечат со истата тежина на вистината како и тогаш. Секторот на државната безбедност се уште останува забранета и непожелна зона. Но ние не се занимаваме со овој проблем исклучиво од некакви филозофски побуди, ниту пак од жолчноста што овој сектор ни одзеде се што ние и сите генерации пред нас сме создавале и акумулирале. Барем не во онаа чисто материјална смисла. Парите се печалат и затоа не треба да се жалат. Но она духовното и неопипливото, како приврзаноста кон вечното жариште, посветеноста кон националната држава и пожртвуваноста кон сродната заедница, се феномени кои тешко се репродуцираат. А тоа е суштината на плячката која УДБА ја спроведува во име на великосрбите од Белград. И тоа е суштинската побуда за нашите потфати. Секако, ние се занимаваме со овој проблем поради тоа што е траен и се присутен. Овој проблем, далеку од само филозофска пречка кон некаков идеолошки идеал, е практичен проблем кој секојдневно го подрива вековниот проект на македонскиот народ за своја сопствена независна држава, каде што ќе живее и ќе се развива слободно и по своите патеки. Како што забележал авторот на Полиција и политика. И на првите, уште повеќе на вторите парламентарни, како и на првите локални избори, јасно се виде дека наместо во интерес на државата, Социјалдемократскиот сојуз сите државни расположливи средства ги става во функција на своите политички интереси. Уште повеќе, традицијата од југословенскиот период, кога и размислувањата различни од владеачката тогаш една партија беа дефинирани и третирани како антидржавни, терористички и слично, се пренесе и во сегашната парламентарна атмосфера, кога најмногу националните партии, но и поединците со поголема економска моќ, особено политички недефинираните, останаа предмет на работа на овие служби.
Поради тоа подоцна, безмалку кај сите партии се воспостави вистински синдром на политичка шпионажа, до ниво на партиски товар околу тоа колку во партиските редови и кадри има уфрлено луѓе на службата за државна безбедност, кои наспроти законските одредби работат не во функција на државните, туку на партиските интереси на партијата на власт. Што е најлошо, настаните кои се случуваат ја потврдуваат оваа теза и конструкција како во политичките, така и во професионалните сфери, без исклучоци, до ниво на механизам, фрустрација и уплав, дека службата слуша се. Деновиве овој сентимент повторно одекна во зборовите на министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски, во интервју за МИА. Тука, министерот кој беше назначен како реформатор по скандалот со прислушкување, од кој произлегува бомбите на Заев, говорејќи за предстојниот референдум, најави дека неговиот ресор ги следи и гледа луѓето поврзани со платформата Бојкотирам. И покрај последователните деманти на Министерството по реакцијата на штабот на Сдруженијето Бојкотирам, дека министерот се изразил паушално, знаејќи е историјата на овој ресор, историја која е мошне добро документирана од нашата организација, тешко е неговите зборови да се прифатат како нешто друго, освен како гола закана кон оние кои работат кон бојкот на референдумот за промена на името. Ете, тоа е причината зошто нашата централна тема на обработка е службата за државна безбедност. Затоа што таа е вмешана во секое прашање, во секоја одлука, во секој настан поврзан со животот и иднината на нашиот народ. Во ова видео, кој е дел од серијалот кој ќе ги обработува големите афери поврзани со службата за државна безбедност од 90-тите години, ќе се осврнеме на големата лага на Слободан Богоевски, која тој во последно време ја промовира на медиумите кои се обврзани да му даваат простор за пласирање на неговата пропаганда. Лагата е дека за време на 90-тите години на минатиот век, период за кој постојат официјални службени белешки достапни за јавноста, Управата за државна безбедност, чиј началник своевремено беше и тој, иследувала толку малку луѓе, што тие можат да се избројат на прстите на двете раце. Можеби Богоевски заборава дека, барем колку што знаеме, водата што ја пиеме се уште не е затруена со нафта, па знаеме дека бројот на прстите на двете раце изнесува приближно 10, а не 50.000. Следи анализата на председателот на Комитетот за демократизација на Македонија, Јордан Петровски. Прашам, една фама постои во јавноста и тоа често пати се користи од страна на поединци во ВМРО. Дали истакнати членови на ВМРО низ годините биле незаконски прислушувања? Сега ќе говорам најотворено. Тоа и очекувам. Опсегот на следење на комуникациите кои во тој период морам да кажам дека беа жична телефонија, значи не постоеше мобилна телефонија, не постоеше интернет, масовни комуникации како сега што беа предмет на ово тајно следење. Можам на двете прсти да ги изберам сите случаи на следење. И сите денеска кога би бил подсекретар на службата и денеска би ги подпишал. И тоа добро го знаат тие што покасно галамеа дека биле неправедно следени. Прашањето на водителката е јасно како бел ден, ама одговорот на Богоевски е врзан за проблемот на поплавите во Сахара предизвикани од мусунските дождови. Ако се држеше Богоевски до ветувањето дека ќе говори најотворено, ќе споменеше за тоа чии биле досијата книга, Леди, Лисиче, Рошомон, како и службените белешки за безбедносно интересниот по линија на работа македонски национализам и сепаратизам Лјупчо Георгиевски. Но Богоевски, како врвен мајстор на манипулацијата, основно оружје на вработените во тајната идеолошка полиција, ни одржа лекција за разликите на жичаната и мобилната телефонија. Ова со цел да објасни дека работата на тајната идеолошка полиција до 2006 година била олицетворение на почитување на устав и законите. Односно, Богоевски прави замена на тези каде што се обидува да ја убеди публиката дека масовното прислушкување и следење во периодот од оформувањето на службата, па се до 2006 година било невозможно.
Пред се поради техничките ограничувања на жичаната мрежа. Ова е огромна лага. А секогаш кога со нова лага сакаш да ја покриеш претходната лага, само повеќе се заплеткуваш и станува се поочигледно дека лажеш. Имено, и во случајот на жичана телефонија, фактите говорат нешто сосема друго од она што го говори Богоевски, односно дека следените можеле да се избројат на прстите од двете раце. Во периодот 1991-2000 година ДВК имала на располагање две опреми за прислушкување. Таа што била инсталирана во ДБК овозможувала истовремено да се прислушкуваат разговори на 2000 фиксни телефонски приклучоци. Втората подстаница со можност за прислушкување се наоѓала во една од државните вили на Водно и таа овозможувала истовремено да се прислушкуваат разговори на 800-1200 линии, која може да е намената за да се поставува опрема за прислушкување надвор од петата управа, освен прислушкување кое ќе го одобрува и користи врвот на тајната идеолошка полиција, за да така ја држи под контрола заробената држава. Според моја пресметка, која е базирана на реални податоци, во неколку мои текста сум објаснил како сум дошол до бројката од 60.000 следени луѓе во период 1991-1998-2000 година. Веројатно е дека барем 90% од следените имале телефони. Значи, над 50.000 луѓе се прислушкувани. Да земеме за пресметка дека во Македонија во период 1991-1998-2000 година со се телефоните на фирмите и државните установи просечно имало 350.000 телефонски приклучоци. Излегува дека се прислушкувани близу 15% од телефонските претплатници. Има среќа па налетав на статистички податоци за фиксната и мобилна телефонија во Македонија во период 2007-2012 година. Тука јас ќе се задржам само на мобилна телефонија и тоа она со постпейд претплатници. Не ги земам во предвид фиксните телефони, чија бројка во 2012 година била 408.000. И не ја земам бројката на претплатници на мобилна телефонија, која 2012 година била 2.235.000. Ова го правам за да не бидам обвинет дека користам максимални бројки. Значи, бројката на постпейд мобилни телефони од 2012 година изнесувала 866.000. Во прислушкувањето, кое е обзданото во бомбите, се споменуваат околу 20.000 телефони. Ги земам сите 20.000 прислушкувани телефони. Иако голем број од тие телефони не биле цел на прислушкувањето. И доаѓам до резултат дека биле прислушкувани околу 2,5% од регистрирани телефони. Кога ќе се споредат бројките на прислушкуваните за период пред 2000 година, со оние од 2008 па навака и на дуб човек му станува јасно дека она се случувало во период 2008-2016 година, кога е прислушкувано само 2,5% од телефонијата, е детска игра во однос на 15% од прислушкувани телефони во период 1991-1998-2000 година. Ако на периодот 1991-1998-2000 година се додадат и следењата, бројот на ангажираните лица во следењата, сигурен сум дека Македонија би водила битка со Северна Кореја за првото место на листата на држави, каде што зборовите демократија и почитување на поединечни човекови права и слободи се само мислени именки. Од сето искажано досега станува јасно дека судската постапка за незаконско прислушкување само за период 2008-2016 година не е решение кое ќе гарантира дека УБК нема да продолжи со постапките на УДБА. За мојата убеденост дека УБК ќе продолжи постапките на УДБА, потврда даваат функциите кои луѓето кои биле темелувачи на неуставното прислушкување после носењето на новиот устав останале пак во врвот на УБК и во власта. Можам на двете прсти да ги изберам сите случаи на следење. Ако е точна изјавата на Богоевски дека УБК имала 350.000 соработника, ако трните вие да барате кодоши, така популарно ги нарекува, и наредбодавци на кодошите, вие во Македонија требаше да опфатите најмалце 350.000 луѓе. Како и она дека бројот на следените може да се
изброи на 10 прсти, излегува дека на секој еден обработуван му биле на врат 35.000 соработника на УБК. Тогаш е ова прашањето. Дали овие десетмина сомнителни лица биле некакви супер тајни агенти со надчовечки способности или пак соработниците на УБК, како и самата УБК, биле толку срамно неспособни? Сепак мислам дека одговорот е дека Богоевски лаже па суши. Од досијата кои ми се достапни, а станува збор за неколку стотици, бројот на соработниците по еден следен е некаде 5 до 10. Значи, просечно 7 соработника по лице под обработка. Да ја прифатам бројката од 350.000 на Богоевски, иако не е точна, зашто бројката на соработниците е поголема. Излегува дека во Македонија од 1991 година па до денеска се следени 50.000 луѓе. Ке набројам само некои досиеа меѓу следените по 1991 година. Микрон, Дибек, Црни, Филип, Марта, Жорж, Бруно, Шлепер, Кале, Ајта, Пилотец, Мајнхов, Филозоф, Леви. Само тука испадна 13 души. И сите денеска кога би бил подсекретар на службата и денеска би ги подпишал. Дека демократските процеси во Македонија се замрзнати на ниво на кое биле во почетокот на 50-те години на минатиот век, најдобро зборува ова изјава на Богоевски. Иако тој и неговата служба не обезбедија никако материјален доказ за обвиненијата со кои ги товари прогонуваните на основа на македонски екстремизам, Богоевски се уште си ја тера приказната за вината на тие луѓе. Во еден од неговите многу телевизиски настапи, Љубомир Фрчковски го дефинира екстремизмот и објаснува во кои случаи екстремизмот се прогонува. Операција. Значи, сите активности на ДБК се водеа по ново назначени линии. Се они тоа не го знаат, замислете. А работат лустрација. Значи, сите ова што беше работа против поредокот, тоа идеолошка булмента, односно конфузија на комунизмот, класични линии имаше, значи екстремизам, бугарски екстремизам, грчки екстремизам, српски екстремизам, албански екстремизам, фундаментализам во смисла на религиски екстремизам. Тоа е класика на работа на ДБК секаде. И сите се преуредија согласно екстремизмот, што е карактеристика од претходниот систем. Екстремизам значи употреба на насилство во промоција на политичката идеја. Значи, само тоа службата го напаѓа. Не е различната идеја, да речеме федерализација за Македонија, бугарски екстремизам. Не, употреба на насилство за промоција на федерализација на Македонија, тоа методите се опасно. важни, Да. не. Инциденти од ваква насилна природа, кој што опишува Фрчковски, немало во Македонија за време на 90-те години. Доколку имало, тогаш Македонија ќе имаше граѓанска војна. Сите знаеме дека такво нешто немаше. Сето ова се само ефтини обиди на манипулантот Богоевски да ја пласира лагата дека во Македонија немало масивен прогон на граѓани од идеолошки и политички поводи. Нормално, кога против него е негов соработник како Гордана Думјак, чија задача не е да дојде до вистината, туку да ја расшири и затврсти лагата. Лесно е за Лигушот Богоевски да седи како бек и да се прчи. Лесно му е да тврди дека сите тие што можеле да се избројат на 10 прсти биле виновни, ама ете тој од добрината на својата душа решил да не ги затвора. Пораката до десетиците илјади прогонувани од службата тука е јасна. Седете си мадро да не носите модро, зашто све е исто, само njega нема. Доколку ви се допаѓа нашата содржина, ве молиме да го споделите видеото со некој ваш пријател и да се зачлените на нашиот YouTube канал, односно да кликнете на копчето subscribe и да ги вклучите нотификациите за да бидете автоматски ажурирани кога ќе го постираме нашето следно видео. Јас сум Душан Петровски. Во името на Македонскиот информативен центар ви благодарам за вниманието. До следниот пат, држете се и на душман живи не се давајте.